Хрватска денеска донесе одлука за измена на правилникот за фитосанитарна контрола на овошјето и зеленчукот увезени од држави што не се членки на Европската унија, со кои цените на инспекциите беа зголемени за над 22 пати. Ваквата одлука следи по жестоките реакции на земјите од Западен Балкан, вклучително и Македонија, кои директно се погодени со ваквата одлука на Хрватска донесена на 15 јули. Со правилникот се предвидуваше цената за инспекцијскиот надзор да изнесува по 2000 куни, односно 270 евра, за секој вид на зеленчук или овошје, што во пракса значеше дека еден камион кој во Хрватска внесува 5 различни видови на земјоделски производи, ќе мораше за инспекција да плати 10.000 куни или 1350 евра. Министрите за земјоделство на Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора на средба во понеделникот во Сараево побараа Загреб подитно да го повлече правилникот. Четирите земји побараа Хрватска да ги прилагоди своите цени за инспекцијска контрола со просечната цена во земјите членки на Европската унија и апелираа до Унијата да се вклучи во надминувањето на спорот. Тие најавија дека Загреб, ако не ја повлече одлуката за зголемување на цените на инспекциите, ќе превземат реципрочни мерки кон Хрватска. Мислам дека Хрватска како држава ќе биде изложена на зголемени увози на земјоделски производи, така да мислам дека би требало, ако се има една правилна слика и се воведе правилна стратегија и од страна на оние преговарачи и од страна на хрватската влада, мислам дека би требало да дојде до решение и излез од ова ситуација која што настана пред некој ден. Со денешната одлука за измена на правилникот, цените за инспекцијскиот надзор повторно се враќаат на 90 куни, односно 12 евра. Одлуката на Хрватска следи само 2 дена откако хрватскиот премиер изјави дека вака пропишаните цени се превисоки и дека ќе бара од министерот за земјоделство да го реши овој проблем во најкус можен рок.